податоци стари 18 години, како бројот на пчелните семејства или дека енхелеите и десаретите биле македонски племиња, се дел од примерите во учебниците за средно општо образование кои учениците се принудени да ги изучуваат и покрај тоа што тие денес се застарени и неточни. Образовниот систем треба да се промени според стандардите на некои од поразвиените земји, вели 17-годишната Олгица Калчева од Богданци. Секоја година одаме над превари, но ниту еден успех кој го имам постигнато не бил од изучување само на програмата намената за нас. Секогаш користам и дополнителни извори кои може да ми дадат попотребни информации. Таа најголемиот дел од слободното време го минува да се надоградува, бидејќи сака своето образование да го продолжи на некој од високорангираните светски универзитети. Јас мислам дека образовниот систем според овие стандарди нема подготвува доволно добро за на факултет. Распоредот ни е пренапорен, цело време учиме, а на крајот сепак ништо не знаеме. За разлика од неа, нејзината другарка Ружица Стојанова, која по завршување на основно образование се преселила во Германија, вели дека таму образовниот процес е многу поинаков и поефикасен. Се задржувам подолго во училиштето, но тука имаме долги паузи. Овде се пишува домашната задача и дома не сме обврзани повторно истото да го учиме. Разликата во македонскиот образовен систем е тоа што овде има многу пракса, а и училишните кабинети се снабдени со многу надгледни средства кои олеснуваат наставата. Освен обемна програма, која не е продуктивна, професорите забележуваат и на огромниот јаз во материјалот од основно до средно образование што се појави со воведувањето на Кембридж програмата. Бидејќи според Кембридж учите по така наречен спирален модел на учење, кога истите содржини ги повторувате по неколку пати, што може би и не е лошо, меѓутоа многу од поимите од математиката воопшто не ги знаете кога ќе дојдете во средното образование. Мислам и вие ќе се сложите со мене дека во прва година воопшто немавте слушнато за моном, полином, за вектори и така натаму. Реформите што се поведени, се сеќавам од почетокот чекор по чекор, па по денешен ден, сите одлуки што се носат се движат во негативен правец, не во позитивен правец. Од Министерството за образование и наука велат дека е почната детална ревизија на учебниците, а посебен фокус ќе имаат на најстарите одобрени од 2001 до 2006 година. Непотребни информации во учебниците има многу. Ревизијата на учебниците нема да ја дочека нашата генерација, но барем наредните генерации да имаат поквалитетно образование. Знаењето на македонските ученици е на дното според тестовите на ПИСА. Во 2015 година бевме меѓу 5 тестирани земји со најлоши резултати, а во 2018 учениците се рангираа на 67-то место од вкупно 79 земји.